Студија на научници покажува дека Европа може да ја храни целата популација со органско производство до 2050 година. Според планот, првиот чекор би вклучил промена во исхраната на европјаните, кои би требало да се преориентираат кон помала потрошувачка на производи од животинско потекло. Ова ќе овозможи да се ограничи интензивното сточарство и да се елиминира увозот на добиточна храна. Вториот столб бара примена на принципите на агроекологија со широка примена на долги разновидни системи за ротација на одгледуваните земјоделски култури, во кои што би биле вклучени и зеленчуци за фиксирање на азотот во почвата, што ќе овозможи оптимизација на полјоделството без употреба на синтетички азотни ѓубрива и пестициди. Последниот столб би бил истовремено одгледување на земјоделски култури и на добиток, нешто што честопати се избегнува, па сточарството и полјоделството како земјоделски гранки најчесто се одвиваат во одделни ултраспецијализирани региони. Паралелно истовремено одгледување на добиток и на растителни култури на ист простор ќе овозможи оптимално рециклирање на ѓубривото. Во Струмица и во Македонија органското производство е во зародиш. Употребата на биоѓубрива е важна во самиот процес. Живееме во едно време кое што го диктираат условите, какви што се такви се, мораме да признаеме. Имаме се помалечок број на сточен фонд, а со тоа и помало производство, добивање на маса со органски материи. А од друга страна, тоа што ни се нуди на пазарот, употребата со органски ѓубрива, како што рековте, еве конкретно употребата на хумусна киселина која заменува во некои случаи до 3000 килограми, 3000 килограми кои што се неопходни и препорачливи на декар, или 30 тона арско ѓубре заменува со 10 литри од оваа хумусна киселина. Мислам дека би требало нашиот земјоделски производител да го применува, бидејќи со текот на самата подолга употреба доаѓа до драстично збогатување на самата почвена структура, тоест хумусните материи се го прават тоа што треба, и мислам дека лека по лека би требало нашиот земјоделски производител, пак ќе потенцирам, да се скрене на овој начин на производство. Инаку примената на сценариото на научниците би било возможно да ја зајакни автономијата на Европа, која самата би можело да ја нахрани предвидената популација до 2050 година, а истовремено да се продолжи со извоз на житни култури во земите на кои тие им се потребни за исхрана на населението. Но она што е уште побитно со примена на една вака планирано земјоделство, пред се суштински би се намалило загадувањето на водата и емисиите на стакленичките гасови од земјоделството.